Премиерот Зоран Заев како да се изгуби во неговите изјави околу тоа дали бугарите биле или не биле фашистички окупатори. Последната во низата конфузни изјави е оти тие сепак биле дел од фашистичкиот режим, па тоа го знаел и самиот Заев. Но велиот и нацистичка Бугарија не била истата со сегашната Република Бугарија. По реакциите на јавноста дека со бришење на придавката бугарски окупатор од учебниците се извртува историјата. Заев денеска се правда оти не станувало збор за бришење на историјата, но вели патот кон Европа сепак зависел од тоа дали ќе стиснеме заби. Сите ние ги знаеме предавствата кои се случувале за времето на фашизмот, со соработката со окупаторот во тоа време, и германски, италијански, и бугарски, кој што бил овде, на територијата на Северна Македонија, и нема дилеми. Но дали ќе стиснеме заби и ќе бидеме европејци, без при тоа нешто да изгубиме од нашата историја, без при тоа нешто да менуваме од нашата историја. Туку ќе одиме со европскиот начин на општење, комуникација, соработка и ќе дадеме шанса на идните генерации, без да обвинуваме цели генерации на наследници, на деца, на внуци, на предците во Северна Македонија, во Бугарија или било каде, навистина зависи од сите нас. Најавите за бришење на историјата предизвикаа остри и бурни реакции во јавноста. Граѓаните се гневни на владата и коментираат дека историјата на македонскиот народ не може да биде желботека на политичарите и мегдан за фалсификување. Реакција вчера стигна и од еврејската верска заедница и фондот на Холокаустот на евреите од Македонија, кој преку писмено соопштение посочија дека се против намерата за бришење на етничката припадност во формулацијата бугарски фашистички окупатор. Тие на надлежните им предложија наместо бришење на терминот бугарски да се додадат термините тогашен и власт и секоја формулација на настаните од Втората светска војна, поврзани со бугарскиот окупатор, да се именуваат како тогашните бугарски фашистички окупаторски власти. Побараа од Софија јавно да се извини за постапките на царска Бугарија, за окупацијата и депортацијата на евреите. Во меѓувреме, власта и покрај сите разочарувања од претходните години, сепак се надева дека Бугарија ќе даде зелено светло за европските аспирации на Македонија.